Поранешната тенисирка Серена Вилијамс ги потсети сите на својот нов изглед со нејзиното појавување на неделата на модата во Милано, а благодарение на продзирниот фустан, многумина не можеа да ги трнат очите од неа. Серена неколку пати беше главна тема поради својот изглед, а многумина коментираа за потенцијалните начини на кои ослабела. Овој пат таа се одлучи за драматичен изглед. Се појави во сив тесен фустан кој има пердуви на рабовите, а е продзирен поради што јасно се видливи нејзините облини и мускули. Гламурозна и драматична, тоа е најдобриот опис на нејзиниот изглед. Серена никогаш не криела дека се мачи со килограмите, особено по породувањето, а потоа меѓу другото користеше и Оземпик, за што отворено зборуваше. По многу објави со двата сина во последниот период, Ријана се породи и конечно доби девојче. Нејзиниот партнер претходно кажа: "Се молиме да биде девојче, не го знаеме полот, но чувствувам дека ќе биде девојче." Оваа бременост беше различна од другите две. Ријана и Есап Роки го добија нивното трето дете, овој пат девојче по двајцата синови Риот и Ерзиеј. Пејачката сподели дека е бремена кога на овогодишната Мет Гала се појави со големо трудничко стомаче во креација правена за нејзиното тело во бременост. Сега таа на Инстаграм сподели фотографија од себе со новороденото бебе во раце и го откри името и датумот на раѓање. Роки Айриш Мајерс, 13 септември 2025 година. Родителите за керкичката одбрале име по нејзиниот татко, кој неодамна во разговор за Ел изјави: "Се надевам дека ќе биде девојче, навистина се молиме за девојче. Првиот пат сакавме да го знаеме полот, вториот пат не сакавме и сега третиот пат исто така не сакаме да знаеме додека не се породи, но чувствувам дека ќе биде девојче. Оваа бременост беше различна од другите две. Може да се позна од искуство. Ми треба да биде девојче", изјави Ријана. Во Битола синоќа на свеченост во чест на лауреатот на 46-тото издание на браќа Манаки, Дариус Конџи, министерот за култура и туризам, Зоран Љутков му ја врачи наградата Златна камера 300 за животно дело. Првите честитки на кинематограферот Конџи му ги упатија министерот Љутков и директорот на фестивалот Димитрија Доксевски. "Останав без зборови, ви благодарам бескрајно. Среќен сум што сум во Битола да ја примам оваа прекрасна награда и сакам да ја посветам на мојата сопруга Маријан за целата нејзина поддршка", истакна Конџи на сенокишната фестивалска свеченост. Како што информираше МИА, годинишниот лауреат Конџи во својата богата кариера соработувал со режисерите Жан-Пјер Жене, Дејвид Финчер, Бернардо Бертолучи, Михел Ханеке, Роман Полански, Дени Бойл, Нил Джордан, Синди Полак, Вуди Ален, Джеймс Греј, Бонг Джун Хо, Вон Кар Вај, Алехандро Гонзалес Ињариту, Ари Астер и браќата Савди и во плодната соработка создале неповторливи филмски остварувања. Дариус Конџи е врвен естет кој по сите критериуми ја заслужи Златната камера 300 за животен опус, истакна од браќа Манаки. Националниот асамбл за народни игри, песни и танец одржа концерт во Валпово, Хрватска, со кој официјално ја започна својата балканска турнеја. Настапот кој се одржа пред целосно исполнета сала најде на огромен ентузијазам и долготраен аплауз, поставувајќи висок стандард за сите претстојни концерти, соопштуваат од танец. Публиката имаше можност да ужива во богатата програма која ги прикаже кореографиите и музиката од различни региони на Македонија. Виртуозните изведби, автентичните носи и енергијата на сите врвни уметници ја воодушевија публиката, пренесувајќи магијата на македонскиот фолклор. Овој успешен почеток во Валпово е најдобра потврда за значењето на танец како амбасадор на македонската култура. Асамблот продолжува да ги воодушевува гледачите низ светот, а нивната балканска турнеја ветува уште многу незаборавни моменти.
Следната дестинација на танец е во Крањ, Република Словенија, на 26 септември во Прешерново гледалиште Крањ, каде што се очекува уште еден спектакуларен концерт, наведуваат од танец.